Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Во рамките на програмата на ТВ канал од ВИС, мој гостин е еден мој стар добар пријател. Значи, задоволство што гостинот ми е пријател, е од нашите краишта, се занимава со литература, значи блиски сме по неколку работи, но најмногу ми е задоволство што се вика, што има убаво име. Најубавото име. Оти се вика Ѓорги, нели? Од кал да е Ѓорги да е. Токму така. Ѓорги Зимбаков. Господин Зимбаков, добар ден и добро дојдовте во нашава емисија. Добар ден и добро ве најдов и големо е задоволството да се биде во вашата емисија, да се биде на канал ВИС, да се биде ваш соговорник и ваш гостин. Секое ваше гостување на програмата на ТВ каналот ВИС, а ми се чини дека ова е четврто ваше гостување на програмата на нашата телевизија, е гостување со повод. И овој пат имаме еден убав повод, а поводот е ова. Најновата ваша книга, која се вика Душевни молскавици. Станува збор за книга поезија. Збордва за оваа книга. Колку време беше подготвувана, кога излезе од печат? Ете вака, оваа книга е најново, како што рече ти, поетско издание мое. За разлика од претходната поетска книга која беше пишувана во период од 6 години, од 80 до 86, а беше објавена многу покасно, затоа што тие песни беа на еден начин здиплени во една фиока и заборавени. А оваа книга е стокмена, речиси, само во една година. Јас не случајно внатре... За да не бидат заборавени во некоја фиока. За да не бидат заборавени како претходните, па да им биде жал. Така. Јас не случајно внатре под секоја песна кажувам кој месец и која година е напишена. Така. Има една песна што е 2016, тоа е посветена на Иван Василевски, потоа се скоро сите 2017, може една-две песни од 2018 година. Така. Значи сите поетски творби се напишени стокмени во една календарска година. Така. Значи ли тоа дека ако сте успеале во една календарска година да направите доволно песни за да ги објавите, за да ги укоричите во една корица вака убава, значи ли тоа дека имате слободно време за разлика, повеќе слободно време за разлика од порано? Оти еве, за информација на гледачите, Ѓорги Зимбаков е пресен пензионер. Па, и не баш пресен, веќе 4 години. Добро, да? Да. Добро, ама книгата претходната излезе баш тогаш, нели? Па првата книга, да, излезе, првата и втората книга излегоа токму тогаш, кога се пензионирав. И од тогаш наомо, точно е тоа, јас веќе имам, целото време е мое, слободно, и јас сам си го организирам времето, го посветувам, нели, подобар дел на внуците и на семејството, меѓутоа се што ќе ми остане време, јас го користам во пишување книги. Читање и пишување, да. Да, и овие книги се ваши синови и керки, ваши внучиња и им посветувате внимание и ним. На книгата ќе се навратиме малку подоцна, но да се подсетиме за оние кои не ги гледале тие наши разговори во претходните емисии кога сме имале повод, да се подсетиме на претходните ваши 3 книги. Ко вчера да беше, кога ми бевте гостин за да направиме една телевизиска промоција, а се случи вистинска промоција во Босилово, на книгата Предизвиците на еколошкото воспитание и образование. Ова е таа книга која го заслужува вниманието на пошироката јавност, особено на луѓето од образованието и на учениците, се разбира, и од основните и од средните училишта, заради тоа што се занимава со една многу актуелна тема. Екологијата е нешто што треба да биде дел од нашето секојдневие, се согласувате, нели? Така е. Каков беше одгласот за оваа книга, господин Зимбаков? Одгласот за книгата беше сосема солиден, бидејќи и рецензентите во книгата нагласуваат дека таа книга треба да се најде во рацете на студентите,
а и на професорите од образовните и педагошките факултети, значи кои се занимаваат со едукација на деца, средношколци и студенти, да се најде во раците на основците, да се најде во раците на воспитачките во градинките, значи има една поширок обем на употреба на оваа книга. Значи овде е застапено се застапени едукативни теми од најраната возраст на децата до најголемата. Со некои апликации кои се многу коректни. И јас сум задоволен од ова, меѓутоа јас веќе излегов во пензија, значи надвор од образовниот процес и не сум сторил поголеми напори за понатомашно пласирање на книгата. Треба да се направи такво нешто. Да, но тоа треба да го сторат не само вие, туку и сите оние кои треба да водат сметка за екологијата во нашата земја и за доброто образование на учениците. Екологијата е помеѓу најважните сегменти од образовниот процес. И ние децата, ако не ги воспитаме или ги усмериме да функционират еколошки, значи да ја чуваат својата прво најблиска средина, па понатом и во целост планетата Земја, тогаш ние од нашите деца не сме направиле ништо. Така е. И се сеќавам дека на тогашниот разговор, иако помина многу години, од тогаш ја наметнавме потребата екологијата да се најде како дел од образовниот процес, како посебен предмет во училиштата за да се разбира. И тогаш ние прозборивме, се сеќавам, меѓутоа екологијата не како изборен предмет на факултетите, туку треба да биде задолжителен предмет и на факултетите и во основното и во средното образование, за да може да има повеќе фајде, нашки кажено, од ова што ќе се прочита, за да има повеќе рефлексии кај граѓанството, кај младите па и возрастните луѓе, зашто ние сме сведоци секоја година на еколошки катастрофи, на палење на шуми, на загадување на води, речни, езерски и така натаму. Ова книга од прилика се е кажано и секој ќе се најде и ќе си најде свој простор или ќе се најде себе си или ќе си најде своја причина за да функционира еколошки. Кај да се најде, кај да се наоѓа, значи да функционира еколошки, да не расфрла ѓубре, да не остава работи кои може да предизвикат една или друга еколошка катастрофа на земја, на почва, на дрве, на вода и така натаму. На таа тема треба многу да се размислува, бидејќи таа екологија, тоа нечување на животната средина ќе ни се удари од глава. Еден ден веќе првите знаци или позначајни знаци веќе ги гледаме катадневно и кај нас и во целиот свет. Добро, да ја заокружиме, зборувавме за оваа книга, во секој случај книга која вреди, книга која го заслужува вниманието на пошироката јавност. Јас се надевам дека еден ден баш таа книга ќе се најде во образовните институции во Република Македонија. Одиме на втората книга, нешто многу интересно, нешто што предизвика голем интерес кога беше промовирана и од страна на нашата телевизија и од страна на целокупната струмичка јавност, особено на јавноста во Босилово. Бидејќи станува збор за монографијата Зимбакови, значи чиј автор се разбира Ѓорги Зимбаков. Се сеќавам дека оваа книга беше промовирана во Босилово, во еден локал и многу посетители имаше таму на таа промоција, дека книгата ја промовираше сега веќе покојниот наш заеднички пријател Иван Василевски. Едно дело кое не се пишува така лесно, бидејќи бара многу истражувачка работа. Така. Ајде зборува за оваа книга. Од каде идејата да се направи една ваква книга? Еве, јас може ќе се повторам. Вие сте еден од ретките, јас не се сеќавам во Струмица или пошироко некој да напишал ваква книга, инициирана од презимето кој го носи.
Јас може ќе се повторам со некои зборови, ако некој памте што сум кажал во претходниот пат кога ја промовиравме. Идејата за да се направи една книга што ќе остане како документ за нашата голема фамилија Зимбакови, зашто ние реално вистински сме голема фамилија. Поттикна од мојот браточет Ангел Нане Зимбаков, мојот брат Томе Зимбаков и уште двајца луѓе. Во разговор, кога седнуваме на чаша со салатичка и ни дојде идејата да направиме еден документ што ќе остане во трајна вредност на поколенијата. Како трајно сведоштво како трајно сведоштво. Едно разгрането стебло со длабоки корени, така. Тој муабет се правеше може 2-3 години и на крај сите други бара некој да каже јас ќе се нафатам за таква работа и јас реков веќе можам да се нафатам за таква работа, затоа што ми се ослободи простор за пишување и така почнавме. Собирањето материјалите за книгава, најголем добар дел од податоците ги добив од Ангел Нане Зимбаков. Тој си е мештанин во Босилово и имаше повеќе контакти со луѓето. Остатокот мораше да се бара по архивите, мораше да се бара по гробиштата, значи имаше доста, мораше да се исконтактира со секое семејство заради правилно пишување на името, зашто ние, знаеш како е кај нас. Јас се викам Ѓорги, мене ме викат во Босилово и Џока и Гоне. И мораше тие работи да бидат исправни, зашто сепак тоа е документ. Така е. И ја работив некаде околу 4 години оваа книга. 4 години. Тоа се напорни години, истражувачка работа. Во неа се опфатени 73 семејства активни во функција Зимбакови. Кои живеат и тука и во Европа и светот. Тука и во светот, да. Така. На 5 континенти ги има. Да. И се опфатени околу 315 лица. Оваа монографија многумина сака да ми сугерира зашто женските родени деца не сум ги опфатил таму. Јас реков тие се опфатени и во текстуалниот дел и во дрвото Зимбакови, ама само до нивното мажење. Така. Понатаму они носат други презимиња и не би било вред книгата да се измеши. Инаку, тогаш оваа книга би требало да биде некаде околу 500 страни. Вие сте всушност петото или шестото поколение од Зимбакови, така? Да. Добро. Во секој случај многу интересна книга, а дека е тоа големо семејство, можеби и јас сега ќе се повторам она што сум го рекол во времето кога ја промовиравме оваа книга, правевме телевизиска промоција. И зошто е големо семејството Зимбакови, знам. Од таму пред многу години бев попишувач, значи попис на население, можеби последниот попис на население кој се изврши во Република Македонија, го добив Босилово. Го добив Босилово и тоа десната страна, кога се влегува од кај Струмица во Босилово, десната страна до училиштето. Јас не знам кај вие живеете на секаде на Босилово, но мене ми се погоди секое второ, трето семејство да биде Зимбакови. Да. Многу интересна работа. Многу интересна, да. Да, многу интересна. Книгата крие многу интересни нешта, многу податоци, ни слика и ни збор. И она што да не постоеше оваа книга, оваа монографија, веројатно и јас немаше да знам дека семејството Зимбакови го добило своето име според или презимето е од Зимбак, што значи име на цвеќе, а цвеќето е ова, ако убаво го забележувате, или опишано со зборови, тоа е она цвеќе кое има портокалова боја најчесто, има високи толчници, така? Да. И доколку се обидете да го помирисате, носот ќе ви стане портокалов или жолтеникав, да. Така? Тоа е тоа цвеќе. Всушност, презимето го добиле по некој си прадедо кој дошол во Босилово, инаку Зимбакови не се од Босилово, нели? Они веќе Зимбакови сите се од Босилово. Ама првиот Зимбаков кој дошол? Да, првата машка личност што го добила
името Зимбак како Парамон, Така. што понашки што викаме, како Парамон Зимбак, бил некој дел од трендо кој доаѓа од Бориево и се мажи и се мажи со босилјанка, наша Се прабаба. жени со босилјанка. Се жени со босилјанка. се Добро. И го викале Зимбак заради тоа што на реверот секогаш носел Да, на ваков цвет. празници е носел. Така. А тоа е денешното име на овој цвет Зимбак, денешното име е крин. Така. Тоа е една врста од криновите. Крино ги има повеќе врсти, тоа е едната врста од криновите. Супер. И одиме на третата книга или првата поетска книга. Да. Тоа е таа книга чии материјали со години се чувале, биле заборавени во некаква фиолка, но сепак успеа да го видат своето бело видело. Како успеавте да ги најдете? Случајно? Кога се нафатив да ја работам монографијава, поприлично се потрудив да најдам една слика со Маргарет Тачер. Додека бев новинар во Охис, имав прилика Ајде. да правам интервју сега како ја и ти што правиме со Маргарет Тачер. Браво, со челичната леди. Со челичната леди. И јас, барајќи ја таа слика, ги открив и овие песни во пред примерока. Да беше жива Маргарет Тачер, ќе се заблагодаревме Ќе се сега. заблагодарев. Добро, зборува за оваа книга. Да. Прв поетски обид, всушност не е нов поетски обид, сте биле поет многу порано, затоа сведочат и песните кои се напишани многу одамна. Но кореспондираат ли тие песни напишани одамна со времето денешно? Па, може не во целост, ама затоа во моето кажување и рецензентот кажува дека овие песни се напишани во период од 80 до 86 година, кога јас сум бил на 30 на години возраст, затоа што јас не сакав да менувам ништо, таму има некои песни кои имат и љубовни восклици и изливи. И јас не Онака како што доликува на човек од 30 години. 30 години, затоа е потенцирано дека тие се песни напишани во тој период, во мојата младост, и јас сакав така да ги објавам и така ги објавивме. Така. Ете, задва се трите книги и еве наскоро официјално ќе биде промовирана и вашата четврта книга, за која малку зборувавме пред тоа, Душевни молскавици. Она што јас сакав да го кажам во врска со таа книга е дека пред неколку дена ја добив од господинот Зимбаков. Успеав за време на изминатиот викенд да ја прочитам и јас морам да кажам дека е прекрасна, навистина песните се навистина убави, издржани, она што ми се допега е со различни мотиви се песните, шаренолики. Вториот впечаток е дека има прекрасна корица, прекрасна хартија внатре, многу е убава, многу убаво лежи на рацете. Честитки за оваа книга, но за прв пат авторот на оваа книга се подпишува како Ѓорги Зимбаков Ѓози. Во што е сега тајната со тоа Ѓози? Го нема овде. Ѓорги Зимбаков, повторно Ѓорги Зимбаков и наеднаш Ѓорги Зимбаков Ѓози. Па, тоа е мој надимак од младите години. А така. И многумина од генерацијата моја ме прашува зошто не го ставиш на твоите книги. Многу е убаво, за тоа што многумина и така ме нарекува, да речем, и од мојата фамилија. Брат ми никако поинако не ме викува, освен Ѓози. Да, и други. Како кратенка од Ѓорги и Зимбаков. Да, тоа е кратенка, наједноставна. Ама многу е звучна, така, многу е убава. Убава и особено мојата генерација гимназиски другари скоро сите ме викат Ѓози. Така. И јас речив да си го ставам веќе и понатаму најверојатно тоа ќе оди и во наредните книги. Имате убава рецензија од кој друг како не од Ана Витанова Рингачева, доктор Ана Витанова Рингачева. И песните се изворедни. Кога оваа книга официјално ќе биде промовирана? Овој месец или во септември? Септември месец, септември месец, некаде при крајот на септември. Јас уште денес ќе разговарам со директорот на Домот на културата. Така. Ване Патриков. Да ми каже термин. По босилска жица ќе разговарате, така?
Не знам дали знаете, оти потеклото на Ване Патриков е... А не сум знаел. Па не да сме знаете. правили мувет. Не па да Не сме правили мувет, Така. да. Окей. Ајде зборува за мотивската определба на песните од оваа книга. Пишувате за се и се што. Да. Поголем дел од инспирациите ми се овде во Босилово, под секоја песна пишува. Тоа многу ми се допега, пред под секоја песна можете да Кој забележите месец, која година и која година, каде а пишува. уште повеќе, за да биде приспособена оваа книга, оваа поезија до најмладите наши гледачи, има фусноти скоро под секоја песна каде што некаков стар збор, архаизам се објаснува што значи. Да, јас поприлично Ги употребувате тие употребив такви и сметав дека најлогички е да се стават со фусноти, зашто младите генерации многу зборови не ги знаат. Тие ги имат во заборав, дури ние ги заборавивме. Јас затоа и песната за гумното со таква мачнина во душата ја пишував, затоа што тоа полека влегува во заборав. Веќе младите генерации не знаат што е гумно, не знаат како се житото како се вадело и сакав тоа да го овековечам така. Исто така и за зборовите што ги потребував архаични или под нашето однаречие што ги има, да речеме, што ги користиме, а книгата ќе ја читат и други, нели, од други делови од републиката, што многумина не знаат што значат тие зборови, и јас си ги стави со фуснота да на крајот на кришта, нели, да им биде појасно. Добро. Значи, го чекаме крајот на септември и промоцијата на оваа книга. Предпоставувам промотор ќе биде самиот рецензент, професор Ана Витанова Рингачева, и дека сите ќе уживаме во промоцијата на оваа книга. Некој ме прашавте за тематиката. Да. Да, има две-три тематики. Едните се извлечени, инспирацијата е влечев од состојбите во таа 2017 година што се случуваа кај нас. Едните се тематски поврзани со моето семејство, со моите блиски луѓе. И на крај видовте вие има едни што не се нарекуваат песни, туку како мудрости. Така. Кратки искажани. Значи, инспирацијата која доаѓа што вика рецензентот Ана Витанова Рингачева, кога ќе заплисне бранот, треба да го испере бигрот од душата и тогаш ти доаѓаат чисти мисли и само треба да се запишат и да останат како сведоци на еден момент. Еве едно од тие мудрости би сакал да споделам со гледачите, вели експресии на душата, да се обидеш да го одмегиш светот само со една мисла, помудар и почовечен да биде, е исто како да бараш космичка прашина на дното од океанот. Браво, мајсторе. Благодарам. Браво, мајсторе. Нема да читаме овој пат песни од оваа книга. Заради тоа, што сите ќе ги поканиме заеднички ќе ги поканиме нашите гледачи, и сите љубители на добрата литература да повелат, значи, кон крајот на септември, а ние ќе ги информираме гледачите. Така, ќе биде најавено кога и каде. Сигурно ќе биде во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Да, таму ќе биде. Во која сала ќе видиме тоа, на кој ден, и ќе ги информираме, и се надевам дека во голем број ќе дојдат и ќе уживаат во поезијата од оваа книга. Јас се надевам дека ќе дојдат, затоа што нели јас потекнам од овој крај, без оглед што животот го преседо во Скопје, ама еве сега сум пензионер. Сега сте почесто во Струмица, во Босилово? Па не многу често, секој втор викенд сум овде. Добро. Ама беше еднаш месечно или еднаш на 3 месеци, така? И така беше. Така е, добро. А сега секој втор викенд доаѓам по 5-6 дена овде. Така. Што после оваа книга? Ѓорги Зимбаков, познавајќи го, нема да престане да пишува. Веќе јас имам започнато и направено неколку песни кои ќе се здиплат во некоја трета книга, меѓутоа исто трета книга поезија, инаку трета книга поезија. Инаку петта јубилејна. Инаку веќе размислувам и почнувам да собирам податоци за продолжено и проширено издание на монографијава, зашто супер. Чекам да замине уште една година, да поминат 5 години од тогаш, зашто за 5 години
Постарите починале, се родиле нови, се омажиле, се ожениле. Така. Нови титули влегле во Зимбаковиот сој од дипломирани магистри, доктори. И сето тоа сакам уште еднаш додека разумот ме служи и здравието и да направам уште една така. И разумот ќе ве служи и здравието ќе ве служи доколку продолжите да пишувате. Ова е некаков рецепт кој го гледам јас на теренот околу мене. Мои познати, признати и постари пријатели се здрави и живи заради тоа што се многу активни. Се надам дека такви ќе бидете и ќе продолжите да бидете и вие. И дека многу често ќе не изненадувате вака пријатно и убаво со нови ваши книги, за да уживаме заеднички, бидејќи тоа е тоа што останува во животот. Еден ден нас ќе не нема, тоа е нормално, ама ќе ја има нашата поезија, нашите книги. Така е сигурно. И се надам дека ќе живеат за долги години. Господине Зимбаков, ви благодарам што бевте наш гост. И јас ви благодарам што ме поканите, што ме почестивте да бидам ваш гост. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава. Се раздалуваме со песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Од режијата знаат за која песна станува збор. Со звуците од истата се раздалуваме и си закажуваме нова средба за утре во 10 часот. До тогаш, довидување.